Си одмара, си режи, си чила. А тие плажите таму се всушност плажите Градиште 1, Градиште 2, Оревче, Джангл Бич. Добро утро на сите и добро дојдовте во уште едно видео во кое што патуваме со Ташето и уште едно видео во кое Ташето не патува сам. Ова патување ќе биде од Битола, Демирхизар, Кичево, преку превојот Стража, покрај Мавровското езеро, кон манастирот Свети Јован Бигорски, оттаму кон Дебар и Охрид, при што одиме кон Свети Наум и од Свети Наум преку Галичица одиме кон Битола. Ова патување го правам заедно со Давид, кој што беше исто така во патувањето кога одевме до Берово, и со него се чекаме во Кичево, бидејќи нели тој беше од Прилеп, јас сум од Битола. Садот е 5:35, а јас сега сум во Битола и се упатувам кон Кичево. Имаме едно, можам да кажам, свежо утро, не е баш толку топло. А сепак сега и завршија јаките горештини, па и во текот на ноќите не е баш многу жешко. Веќе можеме да го видиме и сонцето како изгрева од десната страна. И стигнавме во Демирхизар и е многу ладно. Еве што излазив од Битола до Демирхизар, многу ми застуди. А лесно сум многу летно да речам облечен, така да веќе заминаат и јаките горештини што беа. А сега одиме од Демирхизар кон Кичево. Иначе немам многу инсерти, немам многу видеа да клавам од овај дел до Кичево од патот. Подетално можете да го видите во влогот во кој што одев во Галичник. А иначе не ви кажав дека Давид, со кој што сега денес ќе возиме и со кој што возевме Берово, има ист целосно мотор како мојот. Само неговиот е црно-бел, мојот е повеќе на црно. Имено и кога го купував моторов, го прашав него за мислење на друго и тој ми даде и да го пробам и така се угодев да го купам. Давид треба да не чека негде тука, да е него. Тој стигна многу порано тука. Кој знае колку време ме чека. Си одмара, си режи, си чила. Се потопливме со Давид колку што можевме. Сега продолжуваме кон Стража, каде што ќе биде уште поладно, бидејќи ќе бидеме на уште повисоко и во шумски предел. Плюс таму во сенка ќе видиме претежно, ќе возиме, ќе нема многу сонце. Така да излегуваме сега од Кичево и се упатуваме кон Стража. А сега започнуваме со искачување на превојот Стража. Возиме полека, бидејќи е свежо тука малце, ладен и асфалтот, нема потреба од брзање. А имаме и време. Моментално сме кај мекизите од Стража, највисоката точка на превојот Стража, и сега започнуваме со слегување на превојот. Не е толку ладно колку што очекував, или мене ми е може потопло дека ја ставив сега и марамата, преќе ја немав ставено. А ние наближуваме кон местото каде што завртуваме кон лево за кон Маврово.
Завъртихме сега, одиме кон Маврово, покрай Мавровското езеро ќе поминиме се со цел да стигнеме кон нашата следна дестинација, манастирот Свети Јован Бигорски. Од левата страна ни е браната на Мавровското езеро, а ние одиме право кон Девар. До Деварот тука има 45 км, но ние ќе застанеме пред Девар и кај манастирот Свети Јован Бигорски. Јас не имам оден Бигорски манастир, знам само од прилика дека се наоѓа помеѓу Девар и Мавровското езеро. Тука имаше манастир, си реков наваму да не е, па застанавме со Давид, тој намести GPS. Сега да одиме до Бигорски манастир. На 18 км од манастирот сме биле. Сатот е точно 8. Возиме иначе паралелно со реката Радика. Мостот кој го преминавме беше мост на реката Радика, а сега се наоѓа од нашата лева страна. Има еден ривер, го видов. На стража реков дека не е толку лано колку што очекував и не беше таму, но овде сега откако ја поминавме браната Маврово, почна на вистина повеќе да студи и тука е веќе свежо. Но на лето во текот на денот, да речам на ручек, 12 часот мислам дека е идеално тука за возење. И изгледа дека наближуваме до Бигорски манастир, на знакот пишуваше 500 метри. Да, тука треба лево да свртиме. И стигнавме, веќе има некои луѓе тука.
Ова беше манастирот Свети Јован Бигорски, драги мои, а сега ние одиме, продолжуваме кон Охрид да се движиме. Многу познат храм во Македонија, истовремено и многу убав. Јас прв пат доаѓам, прв пат го посетувам. Доколку го немате, обавезно да го ставите на листата на места кои што треба да ги посетите. А сега, драги мои, го преминуваме Мелничкиот мост на Деварското езеро. А што туку ние влеговме во градот Девар и сега да го најдиме патот за кон Охрид да излезиме од Девар. Тоа е градската општина, односно општинската зграда. И е го типчето преку тротоарот. Добро, ние со Давид Струмица го направихме ова, друго е со мотор, друго е со кола. Го поминавме селото Велешта и сега сме во близина на Струга, веќе наближуваме. На влезот од Струга имаме гужви, малку поголеми. Ја поминувавме Струга и тука има гужви, но се движиме малку побрзо. И влегуваме во Охрид, сега се упатуваме кон Свети Наум. А низ Охрид само транзитираме, не застануваме никаде, туку директно одиме за Свети Наум. Се наоѓаме во близина на плажата Славија, помеѓу Охрид и Свети Наум. Сме во Лагадин, сезоната е во пикот, а има и гужви, гледате и самите. Тесно е многу, еден да сака лево да сврти, ќе не може отида до таа страна коли, ние од зад него не можеме понатаму да одиме и се ствара една голема гужва. Дами и господа, Охридското езеро. А тие плажите таму се всушност плажите Градиште 1, Градиште 2, Оревче, Джангл Бич и мислам дека тие беа сите.
Ќе бегаме преку Галичица, така да ќе имаме еден добар поглед одгоре на езерото. А тука од десната страна ви се наоѓа и музеот на вода, тука е паркингот каде што ќе паркирате. А исто така забележувам и дека се тура веќе нов асфалт тука, нешто што навистина беше потребно бидејќи не беше баш во најдобра состојба асфалтот. И наближуваме до Свети Наум, дефинитивно една прекрасна улица, добро бележана, со дрвца мали покрај патот. Не знам, едноставно предобро. Кога цел пат би бил вака направен, многу би бил убаво. Тоа беше Свети Наум, драги мои, ние се покапивме, се посунчавме со Давид, а сега продолжуваме кон Битола преку Националниот парк Галичица, каде што ќе имаме поглед на Охридското езеро. А потоа што стигнеме во Битола, јас се исклучувам за Битола, Давид си продолжува кон дома, односно кон Прилеп. Моментално поминуваме низ селото Љубаниште и после само неколку километри ќе се исклучиме кон патот за Националниот парк Галичица. Овде покрај асфалтот се гледа и дека го продолжуваат со земја патот, покрај асфалтот ги прават банкините и поради тоа има и на сред асфалт доста ситни камчиња на кои што треба да внимаваме. А иначе влезот во Националниот парк Галичица се наплаќа, последно беше околу 120 денари, сега не знам колку е, но се наплаќа до 3 или 4, можеби и до 5 часот, најкасно 5. Не знам точно, сега е 5 без 15, па ќе видиме дали ќе треба да платиме. Не гледам препреки, така да или е до 5 часот или до 4 штом не се наплаќа. А сега почнуваме со искачување на Националниот парк Галичица.
Направивме ние со Давид тука една добра пауза со поглед на Охридското езеро, а сега продолжуваме се спуштаме кон Преспанскиот регион, се уште возиме низ Националниот парк Галичица. Езерото кон кое што сега имаме поглед и ќе имаме во наредното време е Преспанското езеро. Преспанското езеро кое што го всушност полни Охридското езеро. Слеговме од Националниот парк Галичица, сега малку ќе возиме покрај Преспанското езеро и сме упатени кон Битола. Воедно каде што сега завртивме лево, доколку завртевме десно, ќе се упатевме кон граничниот премин со Албанија, односно граничниот премин Стење. Тука, иако на знакот пишува, односно на знакот пишува и право и лево за Битола, право е стариот пат кој е во ужасна состојба до највисоката точка на превојот, ѓавато додека левиот е новиот пат и воедно и патот кој ви го препорачувам да го возите. И патот кој ние сега ќе го возиме. Тоа беше Давид, дами и господа, а јас веќе, овај ми зеде првенство на минување, нема врска, јас веќе влегувам во Битола, Давид има уште негде половина час до прилеп, а со тоа го завршувам овај влог тука. Доколку ви се допадна, притиснете лайк и доколку веќе се немате, притиснете subscribe со цел да бидете известени за следното мое видео. А до тогаш останете поздравени и чувајте се. Поздрав!